ние во третиот бранд веќе стигнавме да отвараме нашиот COVID центар, модуларната болница, каде што се вклучија сите специјалисти и сите професионалци од нашата болница кои што се справуваа со ситуацијата. Имаме добар тек, добро познавање од аспект на состојбата која што се предизвика од SARS-CoV-2 и болеста која што ја создаде истиот вирус, и моментално ситуацијата ни е стабилна, имаме добро организиран тим кој што ротира, кој што е многу подготвен, кој што има искуство и од претходните бранови и така што добро се справуваме моментално со ова болест и овој предизвик кој што го опфаќа целиот свет, па и нас. Ние моментално располагаме со вкупно сме 6 лекари кои што покриваме две оделенија, значи детско оделение и неонатологија. Работиме по принцип на смени, значи прва, втора и дежурна служба. Моментално тоа е таа бројка, сега малку или многу времето ќе покаже, бидејќи сега работиме со поголем број на пациенти поради објективен недостаток на педиатри во Охридската болница. Но ќе ви кажам дека обично летниве месеци и зимските месеци постои зголемен број на пациенти поради таа нормална патологија, значи на лето имаме зголемен број на туристи, на печалбари и обично летниве симптоми во вид на повраќање и пролив ги има почесто. Потоа доаѓаат зимските симптоми, особено сега, декември, јануари, повеќе овие настинки, сезонски грип, сега и модерните ковид и омикрон. Значи зимските и летните месеци има поголем број на пациенти. Прегледи, да речем, од кои секојдневно најмалку 40 поминуваат преку дневна болница. Значи тие се, да речем, пациенти кои што неколку дена со ред идат во дневна болница и тука примаат терапија. Другиве се прегледи и посебно, да речем, поважни, како да речем, и потешки уствари се втората смена и ноќната смена. Со оглед на тоа што детското оделение во Охрид не работи, втора смена воопшто нема педијатар и тие деца ги издржуваме ние. Првиот бран не изненади сите и сите бевме невакцинирани, неприпремени и така натаму. Со почнувањето на вакцинацијата, значи да нека овој сите вработени во хируршко оделение се вакцинирани од медицински сестри, болничари, доктори и така натака, веќе некои со трета вакцина, јас лично да, и трета вакцина. И од тогаш не сме застанале со работа, значи во тек на 2020 година се направени, течеше оперативниот програм уредно, не застанавме, мислам и ако имавме така еден зголемен број на заболени, значи не застанавме. И септември, октомври, ноември се работеше нормално. Се направија во 2020 година околу 720 интервенции елективни, зборувам она што се работи во оперативна сала. Ние можам да речам дека во самиот старт на почетокот на ковид пандемијата, општата болница во Струга влезе во првите редови на борба против ковидот. Значи првите случаи што се појавија Дебар, па тоа таму изолација што беше, па одма после почна нагло случаи да се појавуваат во Струга. И одма се преориентира болницата на
решавање на тие случаи со ковид пациенти. Се ние како анестезија бевне во една голема, да речеме, непознаница. Од една страна, требаше да им се помагат на голем број на пациенти со една нова непозната болест, и од друга страна, затоа што ние не прекинавме со редовниот програм, значи посебно на гинекологија, на хирургија, значи имавме обврска и спрема тие пациенти што беа со ковид заразени, али и спрема оние пациенти, да речеме на гинекологија, трудници, бебиња, сите тие кои што имаме интервенција, исто така и на хирушкиве пациенти кои што знаеме дека се доста осетливи на тие инфекции. Мислам дека успеавме да одговориме на сите тие предизвици. Можам да кажам дека Општата болница Струга, посебно интерното оделение, кое што го поднесува најголемиот терет од пандемијата, со помош на сите релевантни фактори во болницава, мислам дека успеавме да се справиме со тој предизвик.